13,6% од децата на 13 годишна возраст во Македонија пушат цигари, вејпови и електронски цигари. Ова е најголемиот процент на млади пушачи евидентиран досега според истражувањата на СЗО. 45% од македонското население се активни корисници на тутунски производи, а годишно приближно околу 12.000 умираат од болести каде пушењето може да биде причина. Од Институтот за јавно здравје велат дека уште позагрижувачки е фактот дека само 17% од нив се против никотинот, што укажува дека цигарите во Македонија се општествено прифатена појава. Според најновите анализи од Светската здравствена организација, употребата на тутун ја оптоварува Македонија со трошоци за околу 38 милиарди денари на годишно ниво. Токму затоа е неопходно навремено и континуирано вложување во мерки и активности за контрола на тутунот. Ваквите инвестиции имаат потенцијал да ја намалат смртноста на годишно ниво, како и да намалат економска загуба во вредност од околу 131 милиарда денари. Addiction to nicotine is no longer about traditional cigarettes. Зависноста од никотин повеќе не е поврзана со традиционалните цигари. Тутунската индустрија еволуираше во екстатично за да има модерни, наводно безопасни и привлечни никотински производи. Предизвикот овде е што тие особено привлечни се за младите луѓе. За цветлите бои, елегантната амбалажа и сладките вкусови лежи јасна намера да се нормализира употребата на никотин и да се создаде доживотна зависност кај нашите млади. Ова е неприфатливо. Забраната на вкусовите спасува животи. Владата најавува законски измени, но и за прв пат и достапност на лекови кои ќе им помогнат на пушачите полесно да се откажат. Новиот закон за заштита од пушењето веќе е во својата финална фаза, а од следната недела се очекува да биде во собрание. Да може да се информираат правилно граѓаните, да може да се поддржат правилно граѓаните за да може да се откажат. Затоа во таа есенцијална листа уште еднаш на лекови ставивме дополнително трансдермалните фластери кои што може сега да ќе бидат дел од нашата инфраструктура за да може да ги купат и мислам дека со овој пристап ќе може да се намали бројот на консументи на тутун. Но исто така да се размислува и во таа насока за да може да се зголемат акцизите. По повод Светскиот ден без тутун, од СЗО препорачуваат да се работи и на зголемувањето на свеста кај граѓаните, да се едуцираат децата уште од најмала возраст и да се инвестира во поддршка на пушачите кои сакаат да се откажат.